Благодарам. Почитуван председател на комисијата, почитувани колеги протеинички, протеиници, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Постојат моменти кога резултатите на владините политики не се мерат само преку макроекономски индикатори, како бруто домашен производ, туку преку едноставна, а тоа е мерка до секојдневниот живот на граѓаните. А тоа е дали работата, платата, обезбедува достоинствен живот. Денес се расправаме токму за тоа. Минималната плата е носечкиот столб на социјалната сигурност и правдата во нашето општество. Ако тој е слаб, тогаш расте социјалната несигурност. Сиромаштијата кај работниците се зголемува, а секако растат мотивите за иселување и расте недовербата. И тогаш, колку и да има обиди за институционални козметички интервенции во статистиката, останува една сурова поента, а тоа е човекот што работи не смее да биде сиромашен. Затоа денес на комисијска расправа е предлог закона за изменување и дополнување на закона за минимална плата, поднесен од протеиничката група на СДСМ и коалицијата, а со кој бараме минималната плата од 600 евра да биде новата реалност. Ова иницијатива има двојна тежина – економска и политичка. Економската затоа што не тргнува од желби, туку од факти кои произлегуваат од мерливите трошоци на живот и од тоа колку навистина чини еден достоинствен месец за работниците. А политичката затоа што ја поместува темата од зоната на изговори на владата и ја става во зоната на одговорност. Односно, или ќе застанеме за трудот и неговата вредност, или ќе продолжиме да ја разубавуваме и релативизираме сиромаштијата. И затоа, почитувани, синдикалната минимална потрошувачка кошница во февруари 2026 година достигна цели 67.382 денари, што е раст за 969 денари во однос на еден месец, тоест јануари. Ако овие трошоци ги изразиме во однос на нето минималната плата, тогаш за покривање на основните животни трошоци на едно 4-члено семејство се потребни 2,76 минимални плати. Или, ако двајца работа за минималец, тогаш не достигаат цели 18.624 денари секој месец. Овие димензии на животот во нашата татковина добиваат и дополнителна економска тежина. Официјалните податоци велат дека индексот на трошоци на живот во јануари 2026 во однос на јануари 2025 е плюс 3,2%, а индексот на цените на мало плюс 1,2%. Животот станува уште потежок ако се погледне структурата. Храна и безалкохолни пијалоци 5,2% повише, редовно одржување на домаќинствата 5,8% повише, а и кај домување, вода, електрична енергија, газ и други горива плюс 3%. Оваа динамика ни кажува едноставно дека куповната моќ се јаде одвнатре. Односно и постои изразена тенденција сиромашијата да системски е толерирана. Во овие услови владата нема право да зборува за одржливост кога се отвара темата за плати, а да молчи за сопствените институционални потврлања што директно ја гушат економијата. Ако навистина сака достоинствени плати и стабилни цени, тогаш мора да ја среди државата како должник и како регулатор, односно да го запре доснењето на повратот на ДДВ, да ги расчисти доспеаните и неподмирени обврски кон стопанството и да воспостави дисциплина на плаќање на институциите и јавните предпријатија што нема да им ја подкупуваат ликвидноста на фирмите. Мора да престане со подкупување на Закона за финансиска поддршка на инвестициите, затоа што без функционална и транспарентна поддршка инвестициите се одложуваат, продуктивноста стагнира, тогаш секоја дебата за плати се претвора во конфликт меѓу работодавците и синдикатите наместо во договор. Владата треба да покаже државничка острина таму каде што треба, да обезбеди реално функционирање на Законот за нефер трговски практики,
затоа што инфлацијата кај нас најмногу боли кога се јавува преку маржите и пазарните злоупотреби со основните прехранбени продукти. И кога овие механизми не функционираат, цените растат без виновник, а товарот повторно паѓа на граѓанинот и работодавачот. Сето ова е, драги мои, поврзано. Се соочуваме со последователно множенство на институционални слабости што го туркаат стопанството на колена. И потоа владата им држи лекции на работниците и фирмите да се договорат, праќајќи порака дека од нејзина страна нема простор за достоинствени плати. Почитувани, простор има, но мора да има и одговорна влада. Токму затоа расправата не може да остане само на бројки, туку мора да се отвори најлегитимното политичко прашање. Каде е социјалниот диалог? Во демократско и зрело општество, минималната плата не е тема за меѓусебно надвикување, туку за трипартитен договор и институционален диалог. За подседување, нашата држава по Устава се дефинира како демократска и социјална држава. Социјална држава не значи држава што држи говори за стабилност, туку држава што обезбедува правичност за своите граѓани. И тука е суштинската забелешка кон владата. Трошоците на живот растат, синдикатите бараат решение, а одговорот што го добиваат е одложување, игнорирање, политичка острина кон барањата на работниците. Во таква клима социјалниот диалог не се одржува, туку тој се задушува. Да бидеме прецизни, зголемувањето на минималната плата на 600 евра не е никаков каприц. Тоа е обид да се постави цврста основа на достоинство, под која не смееме да дозволиме вреднувањето на трудот да се спушти. Станува збор за барање за плата, за социјална нормалност. А без оваа законска интервенција, оваа нормалност може да биде само политичка привилегија. Значи, кога велиме 600 евра минимална плата, ние не велиме државата да продолжи да биде пасивен наблюдувач и работите во економијата да продолжат да се движат по инерција. Ние бараме платата да се зголеми, а владата да се ја преземе одговорноста, да ги затвори системските дупки каде што се губи куповната моќ, да ги коригира институционалните потфрлања кои создаваат неправда, да не толерира исплата на плата во плико, да не дозволи криење на работни часови, а инспекциите да почнат да испорачуваат резултати. И сега толку зборуваната продуктивност. Оваа тема премногу често се користи како палка за да се удри по работникот, а премалку како обврска на државата. Синдикатите, повикувајќи се на индикатор за бруто домашниот производ по одработен час, велат дека нашиот работник создава околу $34 вредност по час, што е над светскиот просек од $23,27. Пресметано на ниво на еден месец, 168 работни часови, тоа е околу 297.000 денари создадена вредност од нашите работници. А работникот зема минимална плата од 24.379 денари. Односно, добива околу помалку од 10% од вредноста што ја создава. Може некој да се расправа околу методологија, но не може да ја игнорира суштината. Не смееме продуктивноста да ја претвораме во изговор за ниски плати. Ако паралелно не градиме фер распределба и сузбивање на сивата економија, продуктивноста е само доказ дека трудот ја носи државата на грб и ред е државата да застане зад трудот. А ако некој бара европска рамка за ова расправа, Европа не ја гледа минималната плата како изолирана економска бројка, туку како дел од силен, инклузивен социјален диалог и колективно договарање. Европската директива за адекватни минимални плати нагласува дека државите треба активно да го поттикнуваат колективното договарање. А кога тоа е слабо, да донесат рамка и акцијски план за негово јакнење. Затоа што таму каде што договорите се силни, платите се пофер, условите се појасни и сиромаштијата кај работниците е помала. Со други зборови,
Европскиот договор не е ке видиме, туку да седнеме, да се договориме и да гарантираме. Тоа е европската поука, не се бега од минималната плата, туку се гради систем околу минималната плата. Но тоа се европските вредности. А македонските вредности е договорете се. И уште по-конкретно. Франција има механизам каде минималната плата се согласува редовно. А кога индексот на цени ќе достигне раст од најмалку 2% од последното утврдување, следи автоматско зголемување. Во Германија, минималната плата од јанари 2026 е 13,9 евра на час. Значи, најголемите економии знаат дека трудот мора да има долна граница што се почитува. Европа не ја решава темата со ке видиме, туку со правила и континуитет. И затоа различно е да имате минимална плата од 600 евра, која што во Германија ќе биде само 3 пати поголема минималната плата. Различно е да таа разлика биде 5 пати поголема минимална плата. Затоа што не можете да кажувате дека ќе се борите за миграција, а минималната плата се уште да ја одржувате на разлика од 5 пати поголема во толку посакуваната Германија. Така не се гради држава во која што патриотите ќе кажат треба да ја сакаме повише. Со празен джеп и празен стомак не стануваш патриот. Почитувани, тука сме да донесеме одлука што ќе ја почувствуваат луѓето како промена во нивната социјална сигурност. 600 евра минимална плата е линија под која државата не смее да се повлече. Не затоа што некој сака да импресионира некого, туку затоа што бројките, кошницата, цените, трошоците веќе покажаат дека сегашните политики на владата произведуваат работничка сиромаштија. И затоа мојот повик е да не ја правиме ова расправа како да е туѓа мака. Да не го оставаме работникот сам да се бори со инфлацијата, да ги сноси болните последици од слабата контрола на државата на процесите и сивата економија. За на крај да му кажеме, почекај до март, ќе добиеш 1500, можеби до 2000 денари покачување. Да ја вратиме државата таму кај што мора да стои. Како социјална држава во пракса и да го поддржиме овој предлог закон, затоа што достоинството не се одложува. Таа мора да се гарантира. И затоа повикувам и затоа сметам дека комисијската расправа, тоест комисијата, може и да го разгледа предлогот. Бидејќи ние немаме трипартитен социјален договор во државата, а тоа е основата за разговор и диалог. Да ги поканиме синдикатите, работодавачите, владата на една расправа во оваа комисија, за да овде го направат трипартитниот договор. Ние ќе се вклучиме од страна на народот, затоа што сме народни представници. Па ајде овде нека се договорат сите страни, затоа што очигледно на друго место тоа не е дозволено. И затоа, колеги, на крај дозволете да завршам со едно прашање, што е истовремено економско, а секако и морално. Што значи минималната плата, ако не значи минимум достоинство? Благодарам. Благодарам, колега.